25 мај е значаен ден за кинотеката на Македонија, затоа што токму на овој ден во 1997 година е примена за рамноправен член на Меѓународната асоциација на филмските архиви. Ова е веста на денот, а и веќе насловите кои следуваат во урбаните вести. Поставена водоводна мрежа и тампонирана улица во Ржаничино. Зголемен бројот на бракови во Македонија. Бројот на жртвите од семејно насилство минатата година се зголемил за 27%. На излезот од населеното место Ржаничино во општина Петровец, во делот каде што во изминатиот период се изградија куќи и викендици, општината презема активности за подобрување на условите за живот во овој дел од општината. За таа цел беше поставена водоводна мрежа во должина од 800 метри, а исто така беше и тампонирана улицата која представуваше вистински проблем за граѓаните на врнежливото време. Општина Петровец продолжува со санација и реконструкција на патната инфраструктура на нејзина територија, со која се олеснува секојдневното функционирање и движење на пешаците. Во изминатиот период беа асфалтирани и поплочени со бекатон плочки голем број на улици низ сите населени места. Но општина Петровец не ги заборава и викенд населбите. За таа цел на излезот од населеното место Ржаничино во делот каде во изминатиот период се изградија нови куќи, општина Петровец презеде активности за тампонирање на улицата која била калнива и представувала голем проблем за жителите од овој дел на општина Петровец. Улицата која беше тампонирана е во должина од 800 метри, а поставено е улично осветлување. За да им бидат олеснети условите за живот на граѓаните, во овој дел поставена и нова водоводна мрежа во должина од 800 метри. Овде во населеното место Ржаничино за потребите на ново изградената населба, која има 20 куќи, општина Петровец истампонира пат во должина од 800 метри, а исто така и за тие 20 викенд куќи обезбедиме, значи пуштиме водоводна мрежа. Жителите се може да се каже дека се пресреќни зашто овдека кога ќе заврнеше дожд, значи не можеше да се замисли да се оди по овој пат. Денес имаме значи истампониран пат, имаме водовод, ни останува само уште улично осветлување да пуштиме за жителите од овој дел на населеното место Ржаничино. Граѓаните видно задоволни од досега сработеното упатија голема благодарност до градоначалникот и општинската власт. Патот направи, водовод стави и тоа многу се заполивам на него, испаде фер. Проектот за санација и реконструкција на улиците низ населените места кој го реализира општината ќе придонесе за полесно одвивање на сообраќајот и движењето на пешаците од оваа општина. Локалната власт ќе продолжи со редовна санација и реконструкција на улиците низ населените места онаму каде што има потреба. Во рамки на тематската активност, управување и селектирање на отпадот, ученици од Основното училиште Љубен Лапе, членови на екограѓанскиот клуб, го посетија јавното предпријатие Дрисла во Скопје. Учениците заедно со родителите, наставниците и представници од невладината организација ОХО се запознаа со работата на оваа институција, како и со начините и можностите за управување и селектирање на отпадот. Исто така учениците се информираа како јавното предпријатие Дрисла се справува со секојдневното собирање на градскиот смет и неговото одложување и третирање. Целта на овој проект е кај учениците да се поттикне и да се изгради еколошката свест преку директно запознавање со законската регулатива за решавање на локалните еколошки проблеми. Активностите во рамки на овој проект ги вклучуваат и граѓаните од пошироката заедница, со цел да се подигне јавната свест за еколошките проблеми, така што преку нивното активно вклучување и додавање идеи, предлози и иницијативи да се најдат најсоодветните начини за подолгорочно решавање на еколошките проблеми. Повеќе бракови и помалку разводи се регистрирани во првиот квартал. Според објавените податоци на Државниот завод за статистика, во првите 3 месеци склучени се 2893 бракови, што е за 5,9% повеќе, а бројот на разводите изнесува 573, за разлика од претходната година кога била разведени 626 бракови. Андријана Димитриевска.
Бракот во западната цивилизација се фокусира на романтика, страст и истражување на чувствата на сопружникот, додека пак кај источните народи бракот се темели на традиционални вредности и учења. Во Македонија повеќе бракови и помалку разводи се регистрирани во првиот квартал минатата година. Според објавените податоци на Државниот завод за статистика во првите 3 месеци од 2012 година склучени се 2893 бракови, што е за 5,9% повеќе, а бројот на разведени бракови изнесува 573 за разлика од претходната година кога биле разведени 626 бракови. Воочено е дека кај браковите на западните народи многу се обрнува внимание на приказните за љубовта, односно чувствата кај партнерите и самото тоа води кон одвоеност на единките. За разлика од западните бракови, источните бракови имаат за цел изградба на добар живот и семејство со помал акцент на кариерата и парите. И затоа процентот на разводи во источните земји е за 2 пати помал за разлика од западните земји. Бракот не е само добра забава која треба да се посети, туку станува збор за компатибилност и поддршка. Потребно е на западниот свет да му се објасни за да се разбере оваа лоша филозофија за бракот. Тоа значи сите оние кои се загрижени за губењето на брачната заедница како темел на општеството, потребно е да работат на втемелување на нови вештини и вредности со самото општество. Според објавените податоци, природниот прираст во земјава во првиот квартал од годината изнесува 423 лица. Во овој квартал бројот на живородени деца изнесува 5397 и е за 1,7% повеќе од овој период лани. Според објавените податоци, бројот на умрени лица во првото тримесечие од 2013 година бележи намалување од 13,8% и изнесува 4974 лица. Од нив 46 се умрени доенчиња. Околу 2000 луѓе се жртви на семејно насилство секоја година. Од минатата година досега бројот на жртвите од семејно насилство е зголемен за 27%. Според податоците од Организацијата на жени на град Скопје, минатата година на СОС телефоните се јавиле 2396 граѓани, кои се пожалиле на насилство во семејството. А како најчести причини за насилството во домот се наведуваат алкохолот, нарушените семејни односи, љубомората или прељубата. Ивана Митковска. На 2000 граѓани секоја година се јавуваат на шалтерите за жртви од семејно насилство, а бројот на насилствата во семејството е зголемен за 27% во однос на минатата година. Лани на СОС телефоните се јавиле 2396 граѓани кои се пожалиле на насилство во семејството, а од Организацијата на жени на град Скопје велат дека паралелно со зголемениот број на жртвите на семејно насилство се зголемили бројот на граѓани кои пријавиле насилство. Како причина за семејното насилство во извештајот на Националната СОС линија за жртви од семејно насилство во 786 случаи, односно 33% се наведува алкохолот, 12% се поради нарушени семејни односи. 10% од лицата кои се обратиле на СОС линиите биле жртви на семејно насилство поради љубомора или прељуба, а како една од причините за големиот број на жртви од ваков вид насилство се наведува и родовата нееднаквост. Во 36% од случаите жртвите биле изложени на физичко насилство, а 30%, односно 875 луѓе се пожалиле на психичко насилство во домот. Економското и вербалното насилство исто така се едни од позачестените случаи на семејно насилство и 6% од жртвите во текот на минатата година се пожалиле на некој од овие видови на насилство во домот. Според податоците од спроведените анализи од страна на Организацијата на жени на град Скопје, кои редовно спроведуваат кампањи против насилството во домот, во последните неколку години како жртви на семејно насилство се повеќе се јавуваат и мажите. Под вкупниот број јавувања на СОС линиите 10% од жртвите биле мажи, но сепак најголем процент на жртви од семејно насилство остануваат жените со 59%. Од Асоцијацијата за здравствена едукација и истражување ХЕРА пак велат дека освен многобројните кампањи за подигнување на свеста кај граѓаните за семејното насилство, голема улога играат и медиумите, па затоа апелираат да се одделува поголем медиумски простор во кој ќе се третираат овие теми и да се обрати поголемо внимание на родовата нееднаквост во Македонија.
Пеколно лето, високи температури и намалени врнежи. Метеоролозите предупредуваат дека оваа година не очекуваат тропски температури, повисоки од оние во минатите сезони. Според нив, најтопло ќе биде во август. Се користат разни модели при подготвување на сезонските временски прогнози од повеќе светски метеоролошки центри. Според предвидувањето, околу 60% е веројатноста дека ќе има надпросечно топло лето, а веројатноста за вообичаено лето е далеку помала. Предходно на пеколно лето предупредија и климатолозите од Србија и Хрватска. Еве што следува понатаму во вестите. Спорт. Реал Мадрид го симна од тронот Манчестер Юнайтед во категоријата најбогат клуб во светот. Реал Мадрид го симна од тронот Манчестер Юнайтед во категоријата најбогат клуб во светот. Ова е само една од спортските информации кои ќе ги погледнете веднаш по рекламите.